Еден од двајцата калифорнијски лекари меѓу пете обвинети за смртта од предозирање на звездата на пријателе Метју Пери во средата се изјасни за виновен за незаконско дистрибуирање на кетамин. Марк Чавес ја призна вината пред окружниот суд на САД во Лос Анџелес. При изрекувањето на пресудата тој може да добие и до 10 години затвор. Друг лекар обвинет во случајот Салвадор Пласенсија се изјасни за невин, како и кообвинетата Јасвен Санга, позната како кралицата на кетаминот. Личниот асистент на Пери, Кенет Ивамаса, кој призна дека му ја вбризгал дрогата на Пери, и наводниот посредник кој рекол дека набавил кетаминот Санга, веќе се изјаснија за виновни за обвиненијата со кои се соочуваат. Властите велат дека Пласенсија во СМС пораките до Чавес за тоа колку да му наплатат на Пери за лекот, напишал: "Се прашувам колку ќе плати овој моран." Според судските документи, Пласенсија му препишала кетамин на Пери и обезбедила асистент кој му го инектирал лекот. Леди Гага проговори за потенцијалните планови за свадба. Добитничката на Греми во шоуто на Џими Фалон изјави дека нејзиниот свршеник Мајкл Полански и таа имаат неколку скромни идеи за нивниот голем ден. "Ние всушност зборувавме за одење до матичар, само ние двајца и ќе нарачаме кинеска храна," му рече Леди Гага на водителот Џими Фалон. "Но можни се и изненадувања. Но, знаејќи ме, може да стане како циркус со еднорози," додала звездата на шега. Таа откри на каков романтичен начин Полански и го поставил познатото прашање. "Ме побара веднаш по мојот роден ден," изјави пеачката. Прстенот беше изведен по планинарењето. "Тој не ме побара на врвот, се скачивме на врвот, направивме неколку фотографии и потоа се спуштивме, а само што се вративме во собата и разговаравме, а тој го направи тоа," се сеќава Леди Гага. Започна одбројувањето на последните денови до големиот концерт на Калиопи во Скопје. Нешто повеќе од 2 недели не делат до овој спектакл, а како што деновите поминуваат, така и возбудата расте и кај публиката, но и кај Калиопи. 19 октомври е опасно блиску, а истиот тој 19 октомври е совршен датум за фантастичен солистички концерт на Калиопи во арената Борис Трајковски. Пробите се веќе во тек, а воодушевувањето е взаемно. Ова со сигурност ќе биде еден од најдобрите концерти кои некогаш му се случиле на Скопје, а концерт богат со аудиовизуелни ефекти, неверојатни звуци и енергија. Калиопи ветува дека на 19 октомври на своите обожаватели ќе им приреди една незаборавна музичка вечер. Не можам да ја опишам возбудата која ме обзема деновиве пред големиот концерт во Скопје. Имам чувство дека арената Борис Трајковски ќе биде премала за да ги собере сите емоции вечерта на 19 октомври. Многу сум среќна што големиот јубилеј ќе биде крунисан со за мене најголемиот и највеличенствен концерт во мојата кариера, токму овде во Скопје. Подготвуваме спектакуларно музичко и визуелно доживување за публиката и сите со нетрпение го чекаме денот на концертот. Ќе биде тоа ноќ која сите ќе ја паметиме долго, вели Калиопи. Годинашното издание на фестивалот на музика Макфест ќе се одржи на 25 и 26 октомври во Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Оваа година новост на фестивалот е што се одбрани дури 28 песни, а останатото е исто, што значи и годинава Макфест ќе има ревијален карактер. Првата вечер на 25 ќе настапат изведувачи кои се недоволно афирмирани, а жири комисија и публиката во салата ќе ги одберат најдобрите 6 кои ќе настапат на втората вечер, на која ќе настапат пак и познати музички имиња. Списокот на изведувачи, како што велат од организацијата на фестивалот, ќе биде наскоро објавен. Оваа година имаме повеќе песни од изминатите години. За споредба ќе ја кажам 2022 година, а тоа е откако оваа постава почна да го работи Макфест,
кога имавме помалку од 15 песни пријавени на конкурс. Тоа ни беше наследство од претходното раководство на фестивалот. Лани имавме 56 пријавени композиции, а оваа година над 70. Тоа се бројки идентични на бројот на пријавени песни на конкурсите на Макфест пред 20 години, кога македонската забавна музика котираше многу подобро. Оваа година одбравме повеќе композиции на фестивалот, за разлика од минатите години. Одбравме вкупно 28 песни, рече уметничкиот директор Роберт Саздов.